Комплетно состојбата е под контрола. Значи, покрај двајцата починати од село Симнице, останатите 8 пациенти кои што беа задржани, кај кои што беа направени комплетни испитувања и кај кои сите 8, само кај еден имаше гранични вредности на антитела и втор пат е направено повторно, се негативни. Значи, сите 8 пациенти со последните резултати на испитувањата на антителата во крв се негативни. Значи, сите ќе бидат пуштени дома, бидејќи немаат никакви симптоми и знаци. Само еден пациент кој што е примен вчера, исто така од село Симнице, кој што има одредени симптоми, меѓутоа мора да се причека 7-8 дена за да се направат крвни испитувања, за да се докаже дали постојат такви антитела. Меѓутоа пациентот нема симптоми кои што се побрзуваат со треска, освен што има црвенило во грлото. Значи, резервоар и извор на болеста се глодари, во конкретниот случај, ова што е кажано, глувци. Одреден тип на глувци се носители на точно одреден тип и подтип на одредени вирусни причинители на вакви хеморагични трески. Во Република Македонија ни е ситуацијава позната, као што веќе ви беше сугерирано, оваа зооноза е всушност ендемска појава во целиот регион, значи не само во Република Македонија, туку во сите земји кои што се граничат со Република Македонија во тоа подрачје. Така да со тоа станува јасно дека контакт со глодарите е еден од начините на пренос, но секако индиректно и преку инхалација, односно вдишување на вируси во пулверизиран, односно аеросолизиран материјал.